Добре дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која говориме за технологијата и здравството и каква е таа релација во Македонија. Развојот на технологијата и социјалните мрежи донесе брз подем и во други области. Една од најизразените е така наречената здравствена индустрија, односно лекувањето, секако за оние што може да си ги дозволат најновите достигнувања во таа област. Како и да е, сето тоа ќе придонеси и за поинакво организирање на здравството во некои земји, велат експертите. Една израелска компанија за така наречена телемедицина се обидува да ги замени милиардите посети и прегледи на доктор со нов уред што им дозволува на пациентите точен самопреглед од дома. Уредот наречен Тајто им овозможува на пациентите да ги измерат нивните собствени витални функции, пулсот и температурата, но и да извршат испитувања на органите како ушите, грлото и белите дромови со голема точност. Еден од директорите на фирмата, Тајтокер, Деди Гилад вели. We basically replicate a face-to-face interaction with a remote clinician while allowing him to do a full physical examination, analysis and diagnosis of a patient at home. Освен тоа, според Гилад, уредот овозможува собирање и размена на добиените податоци, со што се создава досега невидена широка платформа за нивна корелација. Телемедицината бележи растечки тренд во здравствената индустрија, користејќи нови технологии за подобрување на услугите за пациентите, како и за намалување на трошоците за здравствено осигурување. За пациентите, но и за лекарите, уредот овозможува и значително намалување на трошоците. Во Соединетите држави има околу 800 милиони прегледи кај матичен доктор годишно. Таков основен преглед просечно чини $170. Со телемедицината трошоците се сведуваат на $50, но се елиминираат и други трошоци, како престој во амбуланта или вработување дополнителен персонал во клиниките. Тајто уредот беше тестиран и во израелската детска болница Шиндлер. Директорот на итната помош во оваа болница, професор Ехецкел Вајсман вели. What we found was really remarkable, that there was almost no difference between the two types of examinations. But we must be careful about the use. There are certain diseases, certain complaints that cannot be answered by this kind of device, and we should carefully judge case by case and be aware of the limitations of this device. Како и да е, пазарот со телемедицина се очекува од сегашните 23 милиарди да порасне на над $50 милиарди до 2021 година. Критичарите пак велат дека телемедицинската диагностика би требало да биде лимитирана, оценувајќи дека реална средба со доктор секогаш ќе биде посупериорна. Во Македонија пак според самите лекари државата како да заборавила дека скапата опрема не вреди без соодветен кадар. Проблем е и нискиот стандард на граѓаните кои не можат да си дозволат скапи приватни третмани. Во Македонија последен пат во 2010 година болниците и клиниките добија нова медицинска опрема во вредност од околу 70 милиони евра, но лекарите сметаат дека техничката и кадровската опременост треба да биде многу подобра. Тие сметаат дека на клиничкиот центар работата мора да биде подобро организирана и предупредуваат дека во некои ситуации стручното образование не ги следи потребите на здравствениот систем. Се набавија многу над цена апарати, тогаш во тоа време, пред 8-7 години, современи. Проблемот е што голем дел од таа опрема доста долго стоеше спакувана, еден дел се уште е спакувана, значи не почната. Имаме и примери каде што многу скапи диагностички машини, како што се 5 скенот, во 5 центарот, се отпакувани, да речем под наводници, 5 години, 4, не знам колку, тој центар постои, меѓутоа не функционира. Вели доктор Дејан Ставрич, очен хирург кој имаш искуство и како синдикален представник на здравствените работници во клиничкиот центар. Во меѓувреме граѓаните се жалат дека застарениот, неефикасен и нефункционален здравствен систем ги приморува да се лекуваат во приватните здравствени установи, но приватното лекување поради лошиот стандард на живот за најголем дел од граѓаните е недостапно и голем дел од нив не се во можност да се лекуваат на адекватен начин.
Незадоволството на пациентите често е поврзано и со увоз на сомнителни лекови со паралелен увоз, болници без лекари, недоволно медицински сестри, недостаток од реагенси. Добра страна е дека со помош на опремата што влезе во јавното здравство, дојде до осовременување на методологијата, вели доктор Ставрик, но дополнува оти очигледно е дека државата заборавила дека опремата не вреди без кадар на лекари и персонал. Имате огромни инвестиции, значи тоа се хируршки машини, микроскопи, машини за предоперативна диагностика, машини за предоперативна калкулација и така натаму, кои седат неискористени, значи паушално дадени. Не каде што треба, не каде што би биле искористени и така натаму, туку така генерално. Како што беше впрочем и она генерална акција за популарно наречена медицински туризам, која беа генерално сите лекари испраќани на некаква едукација нецелесходна. Лекарите сметаат дека сите реформи досега пропаѓаа поради партизацијата во јавните установи, а исто време дека првите луѓе во овој ресор и управниците и директорите многу често нема знаење за професијата. Тоа беше се во издание на темата на неделата, во која говоревме за техничките достигнувања и погодностите што тие ги нудат при лекувањето на луѓето. До гледање.